со последната вест од Соединетите Американски држави, која се однесува на потврдата дека американскиот претседател Џо Бајден ја издаде извршната наредба со која забрани увоз на нафта, газ и јаглен од Русија. Прашањето околу влијанието на руско-украинската војна се зголемува. Колку може да се прогнозира било што во вака непредвидливи околности, господин Орце? Светската и македонската економија започнаа да заздравуваат после пост-ковид економската криза 2020 година. Ние во 2020 година Македонија имаше пат на бруто домашниот производ од 6,1%, додека 2021 година се очекува дека растот, се уште нема официјални информации, растот ќе биде некаде околу 4%. Но сега енергетската криза се заканува дека ќе има негативно влијание врз заздравувањето на економијата во светот, па и во Македонија. Енергетската криза, високите цени на енергенсите, а сега во овој момент се случува да сите типови на енергенси, и нафтата, и газот, и електричната енергија имаат многу високи цени, и тоа е закана... Рекорди, светски рекорди, и тоа е закана за заздравувањето на економијата, како во Македонија, така и во светот. Така што информацијата што ја добивме сега пред не повеќе од половина час, дека Америка забранува увоз на енергенси од Русија, уште повеќе може да ја усложни таа ситуација и да доведе до уште поголеми цени на енергенсите, а високите цени на енергенсите водат кон зголемување на невработеноста, кон намалување на бруто домашниот производ, кон зголемување на стапката на инфлација. Имаат негативни ефекти по повеќе основи врз економијата и растот на економијата. Господин Симов, кои се оценките и проценките во однос пред се на маржите на вашите членки? Нашите членки исто така имаат проблеми со ограничените маржи, како што спомна и господинот од Комората на Северозападна Македонија. Тие проблеми се истакнати во владата, така што очекуваме со утрешните мерки кои што владата ќе ги презентира, дел од тие проблеми да се решат. Еден од поголемите проблеми е тоа што ограничените маржи на производите кои што имаат помала вредност, не е доволно да се покријат трошоците околу производство и продажба на тие маржи, така што и нашите членки доставија дополнителни информации и побара дополнителни подобрувања на тие членки кои што очекуваме дека во идниот период ќе бидат решени. И меѓутоа сега и со енергетската криза, со зголемувањето на цените на енергенсите, ние како земја која што е зависна од увоз на енергија, ниту произведуваме нафта и газ, произведуваме одредени количини на електрична енергија, треба нашите насоки да бидат во правец да тоа што можеме системски да го направиме без да бараме дополнителни средства кои што владата ќе ги субвенционира и до производителите и до компаниите со системски мерки кои што се долгорочни и одржливи мерки да ги намалиме негативните ефекти од енергетската криза. Бидејќи не произведуваме воопшто нафта и газ, ние треба да видиме што можеме да направиме околу производството и потрошувачката на електрична енергија. 2020 година во Македонија се потрошени 8500 гигават часови електрична енергија, од кои што 3352 гигават часа електрична енергија. Еве да се задржиме на овие три елементи. 30% акциза намалување, без данок, храна и струја, и тоа листа на основни производи во однос на храната, леб, брашно, зејтин, јајца и слично. Највисоката цена на нафтата до сега, или all time high, за еден барел имало на 8 јули 2008 година, и тогаш еден барел чинил $147. Во моментот еден барел нафта е $122. Врз база на таа цена околу $120 за барел нафта, регулаторна комисија од денес утврди нови цени на нафтените деривати, така што малопродажна цена на 1 литар нафта е 85,5 денари. Веќе само за колку за гледачите, веќе е изготвена одлуката, што излезе во службен вестник, се очекува тоа да биде утре.
регулаторна комисија повеќе нема да утврдува цена на секои 2 недели, туку ќе утврдува секој ден, така што е можно веќе и утре да имаме нова одлука. Затоа што овие остри промени на цените, како што и вие спомнавте, кај гасот денес е отворена цената со $2100, а завршила на $3900, тие големи флуктуации на цените на енергенсите негативно влијаат и на буџетирањето и на планирањето на производството, на производствените капацитети. Но да се вратиме кај нафтата. Највисоката цена на нафтата во јули 2008 година била $147, што е некаде отприлика 20% повеќе од сегашната цена на нафтата, а тогаш регулаторна комисија утврдила малопродажна цена на 1 литар нафта $76,5, а сега со 20% пониска цена на барел сурова нафта имаме околу 15% повисока цена на нафтените деривати, 85,5. Ама сега тука ја има и она игра со ДДВ-то. Сега ДДВ-то е веќе 5%, на тоа доаѓа и ова намалување на акцизите, а не исто 5% ДДВ да плаќате на 70 или на 100 денари, колку ќе биде? Во меѓувреме од 2008 до сега се зголемени акцизите. ДДВ-то остана 18%, и 2008 година беше 18% и сега е 18% за нафтата, значи во овие последни 14 години имаме значително зголемување на акцизата и сега доколку акцизата владата може најмалку да ја намали за 30%, ако не и повеќе. Ако ја намали акцизата за 30%, а 15 денари е акцизата на нафтата, тоа би биле 4,5 денари намалување. Ние ќе дојдеме би дошле на 15 денари, а кај бензинот би дошле со намалувањето од 20 на 15 денари, тоа се 15,4 денари е сега, доколку биде 30%, во моментот би било 10. Тоа го кажав, 15,4, ако го намалиме за 30%, тоа се 4,5 денари, ќе дојде на 11 денари акцизата, значи намалувањето е само 4 денари и цената на малопродажната цена на литар нафта од 85,5 ќе се намали на 4,5 денари, тоа е 81 денар. Пак е речиси 8% повисока од тоа што било 2008 година, иако тогаш цената на суровата нафта била 20% повисока од колку што е сега. Кој е оценката на Сојузот на стопански комори? Сегментарно и неофицијално се овие мерки, што е она што го очекувате или истото идентичното прашање, што е пожелно во овој момент, стратешки сите ресурси да се вклучат на одржување на економијата или првичните мерки да бидат насочени кон овој социјален сегмент? Земјите кои што се енергетски зависни, кои што во најголем дел ги увезуваат енергенсите, многу потешко ќе ги пребродат оваа енергетска криза. Затоа треба да имаме системски мерки кои што ќе овозможат собствено производство на енергија. Ние увезуваме целосно нафта и газ, тука нема што можеме многу да направиме, меѓутоа во производството на електрична енергија може да се донесат мерки за олеснување на процедурите за изградба на фотоволтаични централи, ветерници. Ние сега мораме да делуваме сега и веднаш. Сега и веднаш ние како Сојуз на стопански комори на Македонија бараме да се намалат акцизите значително на ниво од 2008 година, така што ќе добиеме, ќе ја облажиме ефектот што ќе го имаат зголемените цени барем на нафтените деривати во транспортот, во производството и ќе овозможат колку толку намалување на појава или на ефектите што ќе ја зголемат инфлацијата. Меѓутоа и системски ние можеме да ги олесниме мерките за инвестиции во обновливи извори на енергија. Да ја зголемуваме мерки за зголемување на енергетската ефикасност, тука во две насоки ги гледаме мерките. Прво, заштеда на електрична енергија и втората мерка е собствено производство на електрична енергија. Собствено производство на електрична енергија може да се донесат едноставни регулативи кои што ќе овозможат на македонските инвеститори да градат капацитети од обновливи извори на енергија, пред се фотоволтаици, и домаќинствата да можат да произведуваат на крововите од нивните објекти, да произведуваат електрична енергија која што ќе биде компензирана, односно продавана на снабдувачот со електрична енергија. Дека сите мерки во овој момент се
за преживување Затоа и што опстојување. ние нашиот дефицитот на надворешната трговска сметка многу се зголемува со зголемување на цените и на нафтата и на гасот и со зголемениот увоз на скапа електрична енергија. Ние 2020 година увезовме скоро 39,6% од електричната енергија која што потрошивме, а 2021 година се уште нема официјални податоци, меѓутоа тој процент на увоз е поголем и затоа ако имаме мерки за сопствено производство ќе можеме да ублажиме.